Според медицинската статистика, во последниве десетина години се повеќе и повеќе се јавуваат деца со знаци за предвремен пубертет или ран пубертет. Предвремениот пубертет кај машките е пред 9 годишна возраст, а кај девојчињата пред 8-та година. Како причина за појава на ран пубертет кај децата може да биде одредено заболување поврзано со хормонскиот дисбаланс кој може да настане во организмот. Најголем број од случаевите кои се јавуваат во овој период се идиопатски, односно непознати причини, или пак комплексни причини, повеќе исповрзани една со друга, кои доаѓаат до појава на знаци на ран пубертет. Тоа се најчесто парцијални знаци, значи не е целосно поврзано со појава на предвремен пубертет и со отстранување на причината за која претпоставуваме дека доведува до тие промени, доаѓа до повлекување на самите промени. Појава на дојки кај машките дечиња или појава на дојки кај девојчињата, појава на длакавост во гениталните или аксиларните реги, сето тоа се тие основни парцијални знаци за пубертет кои се јавуваат во поново време кои ги сретнуваме кај децата. Ако преку испитувањата не се докаже причината за појава на ваков дисбаланс кај децата, тогаш исто е важно да се внимава и на начинот на исхраната. Исхраната во поново време знаеме дека е секогаш произведена на поинаков начин отколку она која се произведуваше пред 20 и повеќе години. Особено месото, млекото и другите прехранбени продукти кои се добиваат од животни кои се склони на брзо товење, со употреба на најразлични препарати и хормони, сето тоа доаѓа до таложење во тие производи и ако се консумира нецелосно во големи количини, неконтролирано, и како храна која не е соодветно припремена, во тој случај може да доведе до појава на такви знаци на ран пубертет. Децата кои добиваат рано знаци за пубертет, поточно девојчињата, настануваат промени во организмот, а со самото тоа доаѓа до забавување на растот. Тоа доаѓа од таму што доаѓа до брзо сраснување на коските и со тоа времето на растењето кај тие деца е значително забрзано во периодот кога не е потребно, што значи во 10-та до 12-та година, а потоа наместо да постепено детето расне, тоа останува пониско од своите врсници од својата генерација. При појава на знаци за ран пубертет, децата да се јават кај својот матичен лекар со цел да се превземат соодветни мерки за понатомошното развивање кај детето.